Вестите на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер. Горивата остануваат неевтини во регионот, власта уверува дека државната каса е стабилна, опозицијата предупредува на финансиски крах. По продолжувањето на мерките за цените на горивата, премиерот тврди дека државата успешно се справува со енергетската криза и дека ќе има пари за плати, пензии и социјални трансфери. СДСМ пак обвинува дека буџетската состојба е загрижувачка, а новото задолжување покажува дека банките ја губат довербата во државата. Ребалансот на буџетот се подготвува во услови на зголемена глобална неизвестност, повисока проекција за инфлацијата и послаб очекуван економски раст. Со продолжувањето на владините мерки на македонските бензински пумпи, натаму ќе се точи на ефтиното гориво во регионот. По вонредната седница на владата, премиерот Мицкоски оцени дека државата успешно се справува со историски најголемата енергетска криза. Ние како држава не само што успеваме да обезбедиме најниска цена за горивата и дизел, за бензините и дизел горивата, туку и практично да понудиме на соседните земји, бидејќи голем дел од граѓаните од север, од запад и од југ доаѓаат кај нас да точат гориво. Паралелно во тек се интензивни консултации меѓу Министерството за финансии и ресорите за кроење на новиот ребаланс на буџетот. Премиерот признава дека времињата се тешки и дека земјава годинава мора да врати стари долгови со се камати, тешки околу 3 милиарди евра. Сепак тој вели дека ќе има пари за плати, пензии и социјални трансфери, без да се запрат развојните проекти. До сега од централниот буџет биле инвестирани околу 230 милиони евра за капитални инвестиции. Мицкоски негираше дека ликвидноста на државната каса е доведена во прашање и ја обвини опозицијата за ширење лажни тези. Прво ја ограбија државава, ја оставија ограбена со празна каса, уништена, девастирана и сега, после 2 години од кога конечно ја консолидиравме, почнавме озбилно да ги враќаме долговите кои што тие ги ограбија, па го пренесоа капиталот надвор од Македонија. Сега нова теза од минатата година слушам, ке сме банкротирале 25-та, помина 25-та, сега ке сме банкротирале 26-та. Едно е точно, дека ја ограбија државата и оставија со празна каса и со долгови. Тоа е точно. Поинаква слика за домашната економија гледа лидерот на СДСМ. Филипче оцени дека состојбата со буџетот е загрижувачка и нема пари ни за повисоки плати, ни за антикризни мерки. За да се пополни, како што рече, огромната дупка. Власта побарала ново задолжување од 300 милиони евра. За прв пат државата не добива толку пари колку што побарала од банките. Побарале 300 милиони евра, а добиле само 260. Страшно голема каматна стапка, многу блиска на домашните наши банки, 4,57% и пари кои што не ги обезбедува една финансиска институција, толку конзорциум, групација на повеќе финансиски институции. Нема поголем индикатор дека кредитниот рейтинг на земјава е нарушен и дека и банките повеќе не веруваат на оваа држава. Сето тоа укажува дека оваа власт катастрофално ја води државата и назни престои финансиски крах. Инаку ребалансот на буџетот се подготвува во услови на зголемена глобална економска неизвестност и стравување од нов енергетски притисок поради кризата на Блискиот Исток. Минатата недела Народната банка ја ревидираше проекцијата за инфлација на 4%, наместо претходно очекуваните 2,5%. Прогнозирани и послаб економски раст, 3,5% наместо 4%, како и продлабочување на трговскиот дефицит поради намалените дознаки од странство, трошоците за изградба на патишта и поскапите енергенси. Овие бројки се темелат на оптимистичко сценарио, дека војната ќе заврши брзо и нафтата до крајот на годинава ќе се продава по $80 за барел. Мартин Арсов, Сител телевизија. СДСМ го стартува фронтот за вистина и правда. Опозицијскиот лидер Венко Филипче ја промовираше програмата базирана на 4 столбови: борба против корупцијата, европска правда, иднина за младите, достоинствен живот и поддршка за селото и земјоделците. Тој не откри кои политички субјекти и поединци застанале зад фронтот за, како што рече, да се избегне црна кампања против нив. Најави дека прв чекор нидната влада предводена од СДСМ би бил закон за нулта толеранција за корупцијата.
Опозицијската СДСМ помогната од политички субјекти и поединци обединети околу вредностите за Европска Македонија го стартуваат фронтот за вистина и правда. Лидерот на СДСМ Филипче, која промовираше програмата, вели дека имаат план како да се спротивстават на корупцијата, но не сакаше да открие кој застанал на негова страна за да се избегне црна кампања. Замислен како програма која се базира на 4 столба. Фронтот ќе работи на нулта толеранција за корупција и европска правда. Иднината за младите, достоинствен живот за сите, силно село и земјоделци. Не може само ветувања, празни зборови, а при тоа ништо конкретно не се менува и ние стоиме во место. Потребни се конкретни дела кои од корен ќе сменат работата и ќе сменат системот. Конкретна работа која што на граѓаните ќе им дае гаранција. И веднаш штом се создадат услови, целосно присуство и на европското обвинителство. Тоа треба да се направи затоа што навистина веќе е доста. Опозицијскиот лидер кој себе си се гледа како иден премиер по изборите кога и тие да се случат, најаве дека првиот чекор на негова влада ќе биде подпишување на закон за нулта толеранција на корупција и целосна дигитална транспарентност. Со него е предвидено формирање на национална антикорупцијска дирекција, по пример на Романија. Ќе се воведе и задолжителна електронска декларација на имот, а свиркачите кои ќе пријават корупција ќе бидат наградени и заштитени. Високата корупција, министри, пратеници, големи тендери со огромни суми на народни пари, ќе може да ги истражуваат и европските обвинители. Основање на национална антикорупцијска дирекција, НАД, според моделот на романскиот ДНА. Нова, целосно независна институција, полна финансиска и кадровска независност, надлежност за сите, од премиер до градоначалник до најситен функционер на локално ниво. Корупцијата ќе има име и презиме и датум на суд. Секој кој го прекршил законот ќе одговара. Владеачката партија пак оценува дека ветувањата за борба со корупцијата се лажни. Во така наречениот фронт учесници се единствено самиот Филипче и неговите партиски другари, исто како него лојалисти и Зоран Заев, поставени од партиското раководство на СДС, токму Заев. Филипче не мора со отворени очи да сонува да дојде на власт за да го донесе така наречениот нивен закон за нулта толеранција на корупција и не мора да го чека европското обвинителство. Прво нека ги повика штетниците во обвинителството како Ислама Бази и Катерина Коларевиќ да ја ослободат институцијата од каде што ги штетат токму криминалците на СДС и ДУИ, велат од ВМРО ДПМН. Програмата на фронтот за вистина и правда ќе биде дел и од политичката програма на партијата која СДСМ ќе објави на конгресот на 7 јуни. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. ВМРО ДПМН бара Советот на јавни обвинители да ја испита работата на обвинителката Коларевиќ и обвинителот Абази по одлуката за стопирање на постапката за случајот Мазут. Пратеникот Милошовски обвини дека предметот тежок 167 милиони евра бил затворен селективно и без вистински економско-финансиски аргументи. Таткото на Коларевиќ, Павле Марков, е избран за државен правобранител од владата на СДСМ во 1998 година. Мајката на обвинителката Коларевиќ, Вера Маркова, во 2004 година од коалицијата СДСМ и ДУИ е избрана за уставен судија. Овие фамилиарни кариери на родителите во семејството Коларевиќ се цврсто поврзани со политичките номинации на владите на СДСМ. Прашањето е дали затоа обвинителката Коларевиќ за осомничени како Васко Ковачевски, Адријан Муча, Асмир Јаховски и други блиски до Ахмети, Заев и Филипче, не постапувала со мотив да ја открие вистината, туку со мотив да го заташка предметот Мазут, тежок 167 милиони евра. Обвинителката Коларевиќ, која што е блиска до СДСМ и ДУИ, добро знае дека во економскиот криминал, како што е случајот со Тец Неготино, штетата се утврдува со економско вештачење, а не со изјава дадена од некомпетентен или подкупен сведок или вработен во ЕСМ. Убиство го потреса Скопскиот регион. 18-годишно момче е пронајдено мртво во шумски предел на селото Бојане, а за убиството е осомничен 19-годишник од истото село. Случајот почнал да се расчистува откако осомничениот му го признал делото на својот татко кој веднаш е известил полицијата.
Ново убиство го потресе Скопскиот регион. 18-годишно момче е пронајдено мртво во шумски предел на населеното место Бојане, а за неговото убиство е осомничен 19-годишник од истото село. Случајот почнал да се расчистува, откако осомничениот му признал на својот татко дека го извршил убиството, пошто таткото веднаш известил полицијата. Екипата на Сител беше на местото на настанот. Убиството се случило пред 2 дена, овде во шумата над село Бојане. 19-годишникот, откако го извршил делото, му признал на својот татко што направил, кој пак веднаш се јавил во полиција и го пријавил сопствениот син. Во текот на минатата ноќ увид на местото на настанот направила полицијата, пошто се најдени мртвото тело и пиштолот со кој е убиен. 50 минути по полноќ уапсен и 19-годишникот кој пукал во жртвата. Денеска 50 минути по полноќ во село Бојане, Скопско, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 19-годишниот МБ од село Бојане поради основано сомнение за сторено кривично дело убиство по член 123 од Кривичниот законник. Мотивот за убиството засега не е познат, а истрагата продолжува со цел целосно расчистување на случајот. Пронајдени се и телото на БД и пиштолот со кој е извршено убиството. По документирање на случајот против МБ ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Габриела Лескова, Сител телевизија. По продолжение и вести од светот. Британскиот премиер Кир Стармер на своите блиски пријатели им најавил дека планира да поднесе оставка, објави Daily Mail цитирајќи изјава на неименувани владини извори. Иако Даунинг Стрит ја демантираше оваа информација во лабористичката